Поминаа критичните 72 часа за повредените од пожарот во Кочани, период кој е клучен за да пациентите ја преживеат критичната фаза. Нема зголемување на бројката на починати. Состојбата на сите 178 пациенти дома и во странство е стабилна. Некои дури и се пуштаат дома како што се двајцата пациенти од Штипската болница. Еден пациент заминува дома и од клиниката за травматологија. Министерот Таравари се надева дека во следните денови ќе има повеќе имена кои ќе се заминуваат дома и откри дека од утре повеќе нема да има трансфери на пациенти во други држави. Последниот транспорт на пациенти е денес. Веќе нема да има надвор од државата лекување на пациенти. Дури може да чекаме некои да се враќаат во следните денови. Денеска има само за Шведска, 2 пациенти ќе одат од 11,5 и после пладне уште 3 и толку завршуваме. Веќе нема потреба за други пациенти да се лекуваат надвор од државата. Тоа што е важно е што со подобрување на состојбата на пациентите, домашните болници полека се враќаат во нормала. Па така, хирушките клиники од денеска продолжуваат со операции на онколошките пациенти, а од утре ќе бидат примени луѓето кои имаат закажано редовни термини за интервенции. Инаку 77 луѓе се лекуваат во македонските болници, а 101 пациент се хоспитализирани во странство. Од оние кои се лекуваат во Македонија, 13 се во приватни болници, 64 се на скопските клиники ГОП 8 септември и 3 се во Штипската болница. На помош на домашните лекари дојдени се и странски специјалисти од Словенија, Чешка и Израел. Тие веќе работат со тимовите во болницата 8 септември за санирање на повредите на оние пациенти кои не се критични, а имаат потреба од рехабилитација за следна фаза. Она што радува е дека сегашните трансфери кои што ги правиме не се во насока на пациенти кои што се критични и интубирани, туку сега правиме тријажа на пациенти спрема степенот и обсегот на изгорениците. Така што оние кои што имаат најголем процент и највисок степен на изгореници се трансферираат во референтни центри кои што се строго специјализирани за третман на ваков тип на повреди. Состојбата на пациентите во однос на виталните параметри е стабилна. Во однос на она каков тип на операции се изведуваат, тоа се операции кои што заедно со тимовите кои што се дел од помошта која што дојде од специјализираните центри, станува збор за отстранување на она изумрено некротично ткиво оштетено од изгорениците и давање простор тие повреди, односно тие рани полека да почнат да зацелуваат. Освен овие 5 мина кои денеска се пренесуваат во Шведска во текот на ноќта со авиони на грчкото воено воздухопловство од Скопје во Атина, беа префрлени уште 4 пациенти, со што во Грција на лекување се вкупно 12 луѓе, од кои 5 во Солун и 7 во Атина. Во Бугарија се лекуваат 15 пациенти, во Србија 30, во Турција 9, Унгарија и Австрија по 6 мина, Хрватска 5 луѓе, Словенија, Литванија, Белгија, Италија по 4 и 2 се во Полска.